30 дена притвор, ки има притвор ми вели вака. Судијата ми вели ки има притвор. Добро, велам, тоа е тоа. Адвокатот ми вели издржи, тоа е тоа ми вели. Ќе средиме работа. Добро, велам, влегнам в притвор, телефоно му го дадов, излегвам, мислам, кој ми определија притвор, излегвам од судо. И ме пречека надвор. Мајка ми женска, сите пак плачат кога да умрев, ме прежалија пред време. Ја му ги давам 850 евра на татко ми, клучот да му го давам на женската, му го давам и телефоно. Одите дома, велам, донесите алишта, нешто за јадење земите. И ке бе, некој чаршав донесите, му викам поарни овие, ке сигурно ми велам, ке ми студи. Но ти мислев, ќе останам куз неколку пичку време таму. И ме пикат в затвор. И сите са натре командири, сите што беа затворниците ме зна. И реков ми угасна лајф. Маните лајк луѓе. И влегвам в затвор и као како некој председател да влезе. Сите ритко викат, командирите ми се смеат едно друго. Ајде ми вели што направи тоа е. И ова еден од командирите ми вели ова е заповедникот тој. Јас му велам добро, мило ми е. И ме пикат са, не знам, или во двојка, ајде тројка нека биди. И внатре имаше еден и цел истетовиран, за убиство лежи, го искасапи у човекот цел. Еден за кокаин лежи, другиот за тепачка, другиот за кражби. И му здраво, натре кој ме видеа, едниот ме знаеше, мислам двајца ме знаеа, тој за убиство што не ме знаеше, као викате имам негде гледано познат миси, едно друго. Овој што беше за дрога као воопшто не ме знаеше. И влегвам и као ритко овој од Битол имаше едно од Битола за нас, со мене в соба внатре, ме пречека, тој беше за кражби, не е важно кој, само ви кажам, не сакам да ги именувам на имена, ги знам сите као се викат. Влегвам внатре и ритко ово она, леле ми вика вчера ти го правевме, брат ми вели муабето, еве ми вели енергијата синете, донеси овде. Леле му велам овој што ми изборам. Тој што е за убиство мене ме фаќа страф некако, си го гледам вака човекот, ќутам. Значи се упичкав внатре, значи ќутиш ко некој педерче, ко некој ебан и ќутиш се внатре, ми дава, му велам, немам кебе, му велам, ова, мислам кебе има в перница, чаршав од дома не ми донесоја. За долу да го поставам, разгледаш од тие креветите внатре, скапани пичка му матер. Колајна да имаше на нив пичка му матер, са си викам јас овде ќе спијам, леле викам кај дојдов да спијам, шо ме најде Господи, дали сум јас за овде си велам. И тој што лежеше за убиство, ми дава ми вели еве држи брат, овие се исперени. И са си викам, ако му ги земам, после ми велам да не ми мава рекет да ми бара да му купувам нови да ми прави нешто. Те мава си како филм внатре, ти дава, ама од друга страна може некој да ти го начука, ти рече ај са купи ми нови перница, чаршав, душек, све да ми донесиш. Разбирате? И ми дава перени. Перени ми дава, ми вели држи овие нови се, ми ги донесе од дома. Еве ти за перницата ми вели и за долу да си поставиш, овој што лежеше за убиство. Добро, велам брат, фала ти. И легнувам горе, лето беше жешко, пукаш. И легнувам на горен спрат, долу лежеше тој што беше за тепачка од Прилеп, ромче наше беше. И са легнав со глата, вака ми беше вратата од прибор и џамо вака си лежам горе на кревет, застанав вака и ми са слушам птиците, свират. И ми вели, овој што лежеше за кражба, ми вели, шо преш сине, ми вели, се опушташ на природата, шо да правам, му велам, брат, барем да гледам нешто природа, ти ништо не гледаш внатре, само решетки, то некој дрвја, што имаше зелени листја. Са нема, само викам како ќе заспиам, значи не можеш надвор, мислев дека ќе ме фаќат некој паник и ќе ми чука срцето, ќе ме фаќа, ме гуши нешто, нишкако вкур не ме фати в притвор, значи појак бев в притвор отколку в затвор, све ќе ви раскажам се. И са си ја знаат шемата сите внатре, четворица, бе, јас му легов 5. А таа соба беше мала за 5 души, ама немаше место и мораше таму да ме пикнат таја ден. И дојде 9 сато, тие си зборат, таму јас не јадам, никако се ми дојса моите сокој, сендвичи, гризини, мизини, води, благо, ти реков ми рече, значи јас му мокошки, све ми донеса. Јас му вадам намаса, му викам, еве, јајте, остајте ме само на рад мене.
И лежам горе се мислам, само се мислам што ми се случи, што направив, кај изгрешив, што ми се случи, што направив, кај изгрешив, ке си изедев, значи цел ке си изедев. Онака внатре нешто ке се јадев, кај сум, што кур барам ја овде? Кој кур ме пикнал тука мене? И не можам, онака се помирам, само мислам фју мисли низ мозоко. Јас онака са упичкан, онака пичка ко педерче станат да не сгрешам нешто, пазиш што збораш, да не ти земат да те поебат внатре, да ти спотепат, нема кој да те спаси, дури да дојди командир ќе ти скршат од ќотек. Тој иди одма, само што ќе звониш, ама тој дури да стигне, дури да отвори врата, дури ова, дури она, ќе ти ја испукат глата внатре. И се упичкаш, тивок си онака, као, добро, еве. И стига првото диазепамче, 10 сато, стига првото диазепамче од овој од Битола ми вели држи брат масе да се олабаеш, ми вели многу ми си во мисли, ќе навикнеш ми вели, знам дека са како ти му леле вецето, му викам вакво е, дај му велам да изчистиме, велам многу прашина, му велам едно друго онака, одма знаеш она е дека нов и ти му бараш внатре ега да му изчистиш, ај ова, ај она, са ти кој си ти да му кажуваш такви работи, ми вели брат, џабе ми вели колку и да чистиме ми вели, џабе, исто е ми вели се валка овде. 5 души во една соба, малечка, разбирате, и добро, мајте, првото диазепамче стига, прво диазепамче мава ритко. Јадиме, пиеме, ај каснав малце од тој сендвичо, се напив некоја вода, сок таму. И сега си викам, шо се ја, се гаси во 10 сато, сијалица идат, тија гасат командино штрак, тија гаси сијалицата и темница, ама тие и опасни са, јас не знам, разбирате, не знам нов. И сега му викам што ќе правим во темница, и сега ми вели, и сега тој што леше за убиство ми вели, сега бате ми вели, иди диско тајм, ми вели, иди диско тајм. И сега му велам што ќе прави овој. И тој сега вади едно вакво изваде, радио изваде, на батери, радивче и одгоре ламба. И ми вика сега бате иди диско тајм. Ако ми вели тие ми ја угаснеа сијалицата, ама са ние имаме диско тајм, ми вели. И ја пушта сијалицата од радиото и клава една чаша црвена и внатре ко во пув се осеќав дека сум. Црвено свети се. Од чашата, пичко матер, викам, кај му текнуваат вакви работи. Натре немаш текер, немаш телефон, немаш телевизор, значи изолиран си скроз, не знаеш што се дешава надвор. И тие радио, и само радио на сабајле слуша. И ти го пуштат од радиото, клава црвена чаша, ми вели диско тајм бате, опуштите сами вели, под диазепамче си, мисли ми вели на убај работи, утре го ќе се раздени, нов ден ми вели, ќе не изват на шетна, ќе прошетаме малце вели, ќе потренираме, опушти се ми вели, не мисли многу. Јас мислев дека сум во пув. Онака црвено внатре, немаш свето, само црвена собата, целко хорор пичко матер да му имам. И ја и лежам, јадат тие си зборат, нешто ги слушам јас, добро си ќутам, слушам, лежам, нема како што лежам, заспиав, не знам како заспиав. Заспав од диазепамо пичко матер, петка ми даде тој. Заспав и сабајле во... Не сабајле во 7, први бевме мислам на шетна, ај ми вели на шетна излегвајте, јас одма станвам на шетна као, и станвам и ајде, одма се осеќам дека треба да вежбам внатре. Овај зема тегој, ама тегој направени во торба и со води, со шишина од вода натре, многу. А дали е точно тој ќе се искриви, ти вежба не знаеш колку креваш, не се знае колку кила креваш, ќе се искривиш, ќе се ебиш пикај. И сега тие сите излегват со чанти путни, имаја вака големи направени со вода, едни вакви торби. Торбички вакви направено од со вода, шишина внатре. И се излегват, но е за убиство, не вежба. Ние сите вежбаме, као јас одма се форсирам с клекој, песе, бам. И не можам поќе, шеташ таму во едно, као во базен си. Као во базен, например, да е испразнат базенто и да е злабок 9 метра и в базен си, шеташ околу базенто и така, и горе мрежа и ко некој корито, ко некој, кој знае кај да си. Така, и си шеташ, си вртиш ко некој теле, си вртиш само и кај да видиш исто, сиво, горе само небо, плаво, полбо не гледај горе, пичко матери, ќе се качиш, имаше едни скали, горе германски го гледаше, и нешто така дрвчина ќе видеше, нешто жолтикаво така, и толку.
колку што треба малце да ги размезниш мислите, да гледаш нешто друго, иначе само сиво решетки, врати, грангонг, бранг, жици горе, да не избегаш, кај ќе бегаш, некој е улов да бега. Јас барем не. И шетаме се тука и овој пуши цигара за убиство, вака седнат на таа решетката и гледа. И јас одам, оти не вежба човеко, чекај, може ќе ми каже нешто, си велам. Досадно ти е натре, мора да збориш, да правиш нешто. Немаш телефон, са од ваков живот на таков живот одма, се скренав и одам го прашвам. И одам, оти брат, ти не вежбаш, одам, оти не тренираш. И јас ако ве лажам, жими Господ, значи мене вистина, вас мајта. И ми вели, ми вели, вака ме зеде и ме доближе и вуше. Ми вели, јас не вежбам, јас ми вели сечам глави. Она како во пулат го знаете, она, јас не воведувам ред, јас сечам глави. Така ми вели. Ми вели, јас не вежбам, јас сечам глави. Јас му велам, онака, знаеш ми реко, са си викам, ако му речам нешто, му велам, ќе ме затепа, овде ќе ми еби мајката. Му велам, добро брат, му велам, извини што те прашав. Нема проблем, вели, ужива и паси трга од цигарата. И ние пак вежбаме, пам. Ги кревам тие, они вака, те ме вежбам едно друго. Еден сат им вели, иди командирош, крак, братите. Ајде, вели, натре, готово ми вели, прошетавте. И онака ве прашва ко кузне кај да бевте, ко на кафе негде да бевте, ко синчир в кафич бев, јас ко негде кузне кај да бев, па уште прошетавте? Да, му велам, како не, прошетавме. Отвора вратата од притвор, ајде му велам в кутлук. И се овие се смеат со мене што се, онака мајта вели си играш со нас. Те му велам, ајде во кутлукот ќе влегваме. На екскурзија бевме. И шо звони, кој звони? И не пикнаја внатре. И сега тие си земат си готва, значи во шема се, значи јас немам ништо внатре, немам ни за готвење, ни за ова, ни... И тие нема за готвење внатре, не смееш да имаш. Фала, ама си имат, например, нешто брза, така нешто што се готви со млеко, со ова, со нас и клава нешто протеинчина си јадеа. Јас ги гледам вака, немам ни пајница, ни лајца јас. И сега шо правиме ние, слушајте. Кој ќе ти носат од јадење од кујната, ти носат и лајца и пајница ти носат овие. И ти носат и лајца и пајница. И се знае колку ти носат, колку пајници се во таа соба притвор, колку лајци се во таа соба притвор. И сега јадам јас од таја, ова, од пајницата, ова, јадам, имаше, не знам што имаше заедно, граф мислам ни донесоја. Ја пробав затворската манџа, што се вели муавето. И сега ми вели овај, сакаш ми вели ова пајницата, ми вели лајцата да остани за тебе, ми вели да не ги мачиш, вели твоите да носат ова, она. Јас му велам не ќам, не знам, му реков не ќам да остани за мене ова пајница и лајца, оти, шо знам, не ќам да остани. И добро, вели, као, му ги враќаме. И па лежам, па ме мана некоја депресија, па лежам горе на кревет. Си пратам убаве, тие си пуштија радивце, мене ми смета то радиото, си чутам, пичко матер, станвам, земам, не дајте му велам некоја книга да читам. И ми дават книга, читам некоја книга, ми дадат кузна и еве, уште е тука книгата, ја дојсов. Еве, среќен е тој што умее да сака. И читам како. Она, си ја зедов за мене, книга. Инака и еден сато или два, не, ви излажав, не еден сато, ноќе беше 10 сато беше ноќе. Втор ден, значи, во таа соба со тоа друштво, мене ми се допадна. И јас чувствував некако дека ќе ме променат од таа соба. Јас му викам, немојте ве молам, ако дојдат да ме променват, речете му, немој да ме променват, ве молам, убо ми е се навикна со вас, топ ми беа луѓево. И овај за убиство, као добар, ако нешто не му сгрешиш, ми рече, јас не ги имам луѓе што ми немаат сгрешено, као ми вели, ти си добар, ми вели, као психолог си, ми вели, ти као многу ќутиш, само ништо не кажбаш, пратиш што се дешава, као дека вака седев,
вака внатре седев и као ми вели, о ти така седиш, ми вели, ти само ќутиш, пратиш нешто. Аз му велам, не бе, си слушам, велам, шо да зборам, да не ви се мешам. Вие му викам, подолго време сте овде, као јас нов сум, шо ке зборам, му велам, не ви ги знам ни правилата, ни како одим, му велам, се учам тие други работи. И му викам, немојте, убаво ми е со вас, си фатив некој ритам, веќе втор ден со нив соба, разбирате, му велам, ако дојдат да ме променват, немојте, му велам, да ме пуштате, ве молам. И као, добро ми велат вие тие. Ма јас осеќав дека ќе ме сменат и 10 сата овака негде ова време, бам, командиро, отвара, ај ми вели Ритко, спремај се, јас си викам, дома ќе одам, гото, каде му велам, одиш во друга соба, ко ми рече, одиш во друга, ти прво ти откучва, гран, ај Ритко, спремај се, јас си викам, дома одам, готово, се среди се. И као, каде му велам, кај ќе он? Во друга соба ми вели ќош. Леле му велам, немој му велам, те молам му велам. Ајде ми вели, не претервај ми вели сега.